Мислам дека тој процес се одвива исклучително добро, дека Бугарската православна црква многу позитивно се произнесе во однос на барањето на архиепископот на Охридската архиепископија господин Стефан, и очекувам дека тука ќе има голем напредок. Меѓутоа, повторно ќе кажам, и во разговорите со Бојко Борисов напредокот беше многу брз и многу видлив, заради тоа што постоеше добра желба за да се решат проблемите и за да се трне напред. Значи, ако вие седнете на маса за со некого да разговарате и да ги решите проблемите, ќе најдете решение. Но ако седнете на маса со некого за да не најдете решение и само измислувате нови проблеми што ги нема, очигледно е дека нема да може да се постигне договор. Република Бугарија е председавач на Европската Унија овие 6 месеци и со подпишувањето на договорот за пријателство и она што изгледа дека се навистина и лични пријателски односи меѓу Бојко Борисов и Зоран Заев, премиерите на двете земји, во Македонија очекувањата се дека Бугарија како блиска и соседна држава и како многу близок народ, дека ќе помогне на Македонија за да го придвижи нејзиното членство кон НАТО и кон Европската Унија. И во тој контекст се големи очекувањата и од преговорите со црквата и од развојот на политичките односи, кои во последно време е навистина на исклучително високо ниво, и оваа последна посета најавена за во петок на бугарскиот председател е само уште една потврда за тој квалитет на односите меѓу Скопје и Софија што се развива во последно време. За тие односи имаме само една, јас лично имам забелешка, која што би сакал да ја спомнам, а таа е дека сметам дека е во 21 век недозволиво мене да ми требаат со возилото 2 часа за да стигнам во Солун, кој што е на 250 км, 4 часа за Белград, кој што е на скоро 500 км, и речиси 4 часа за да стигнем до Софија. Значи, тука мора да се направи еден автопат кој што ќе ги сврзе Скопје и Софија и ќе му овозможи на бизнисмените за 2 часа оној што е од Софија да пие кафе во Скопје или оној што е од Скопје да дојде во Софија да биде за 2 часа во Софија, да бидат комуникациите многу побрзи и поедноставни, и на тој начин и бизнисот многу подобро ќе врви. Преговорите меѓу Македонија и Грција се интензивирани последниот период. Тука пред се станува збор за промената на власта во Република Македонија, додека на власт беше македонската десница, предводена од Никола Груевски, и додека Македонија се занимаваше со така наречениот проект на антиквизација, воопшто преговори меѓу Македонија и Грција не имаше. По промената на власта дојде левичарска влада, предводена од господинот Зоран Заев, која што е отворена кон соседите, која што сака да ги затвори сите отворени прашања на Македонија во регионот и соседството, и која што истакна дека нејзин приоритет се членството на Македонија во Европската Унија и НАТО. Многу брзо по доаѓањето на власт, господинот Зоран Заев конечно го подпиша договорот за пријателство со Република Бугарија, со премиерот Бојко Борисов, кој што со години беше зафрлен во министерствата и се ценка дипломатите за некои ситни зборови во договорот, без да биде тој договор подпишан. Првиот голем чекор беше направен со тоа што беше подпишан договорот за пријателство со Бугарија, и потоа следуваше отворање на процесот на преговори со Република Грција. Сега, Грција мислам дека е прилично исплашена од новото лице на македонската власт, бидејќи до сега на нив тие беа спокојни, им беше лесно. Велеа имаме националисти во Македонија, не може да постигнеме никаков договор. Сега ќе биде и Грција ставена пред едно искушение да мора да направи исчекори компромиси. И во таа една ситуација, кога се исцртуваат почетните преговарачки позиции, Грција многу високо ги подигна нејзините барања. Таа бара целосна промена на уставот, таа бара компромисното име, евентуално што ќе се договори да биде име за севкупна употреба, или тоа што велат ерга омнес, го стави на маса за преговори идентитетот
на македонскиот народ, македонскиот јазик, мислам дека премногу ја наполни кошничката на преговорите. Сега, што е за право? Ако погледнеме според меѓународното право, според резолуциите 817 и 845 на Советот за безбедност на Обединетите нации, Македонија и Грција треба да разговараат за заеднички прифатливо име кое што ќе стои на табелата во Обединети нации и потоа тоа име нормално ќе го преземат меѓународните организации каде што членува Грција, НАТО, Европејскиот сојуз и некои од државите, така да ќе ословуваат државата во билатералната комуникација. Тоа што е ерга омнес да се промени уставот и внатре да во владата, во собранието, интерната комуникација да биде со променето име, тоа мислам дека нема да може да се случи. И ако гледам дека денеска повторно Ципрас инсистира на тоа прашање, ако инсистира Грција на промена на уставот, мислам дека нема да имаме решение. Второ, она што е многу важно е тоа име да биде достоинствено. Например, ако биде име со географска одредница, сега нагаѓаме дали ќе биде Северна или Горна Македонија, тоа значи дека во англиска транскрипција тоа треба да биде Northern или Upper Macedonia. Не може да биде да нема транскрипција и да остане на кирилично Гоуна Македониџа, како што бара Грција. Тоа би било целосно преименување на државата и едно бесмислено име. Значи, Горна Македонија ќе мора да се преведе на англиски јазик или на француски јазик или на кој било, како што се случува со имињата на другите држави. Тоа е вториот проблем. Третиот проблем е околу language. Доколку грците имаат аргумент дека дел од територијата на Република Грција, северниот дел, има регион кој што се вика Македонија и нив им личи тоа на територијални претензии, ако се вика Република Македонија, демек претендира и на делот од Грција. Друг јазик македонски нема. Значи, тука немаат аргумент грците и македонските грци зборуваат на грчки јазик. Така што околу македонскиот јазик не е спорно, а таката врз македонскиот јазик што доаѓа од грчка страна е целосен напад врз македонизмот за да се избрише постоењето на македонскиот народ и мислам дека ако Грција не се повлече од идентитетските прашања и од барањето да се промени уставот, дека договор нема да има. За име она што знам со сигурност е дека Нова Македонија нема да биде. Значи име со временска одредница нема да биде, ќе биде име со географска одредница. Станува збор или за Вардарска, или за Горна, или за Северна Македонија. Јас на вистина не знам владата во Скопје за кое од тие имиња ќе се реши, но мислам дека меѓу тие три имиња ќе биде решението. Според мене лично, најточно фактичката состојба ја одразува Северна Македонија, бидејќи ако станува збор за регионот на Македонија, во Грција е јужниот дел на Македонија, во Бугарија е источниот дел на Македонија или така наречената Пиринска Македонија, а Република Македонија или тоа порано што се викаше Вардарска Македонија е северно во регионот на Македонија, така што најточно според мене е Северна Македонија.